Многумина ме прашуваат зашто сум се посветил на Прличев, на неговото дело, бидејќи оние што подобро ме познават знаат дека јас со неговото дело се занимавам туку речи целиот живот, од студентски денови наваму. Морам да го кажам тоа, мене ме фасцинира, не само мене, многумина наши луѓе кои се упатени во работите, ме фасцинира тој и како поет, и како личност неговата судбина. Неговата судбина човечка во многу нешта се поистоветува со нашата судбина како народ. Ке забележате дека всушност целото негово истражување насочено, почнувајќи од неговите најрани денови со објавување на докторска дисертација Хомер и Прличев, на пополнување на една празнина која што ги спојува овие два поети. Бидејќи помеѓу Хомер и Прличев имаме речиси 3000 години, така неговиот научен опис постепено се движеше кон една тема која што за жал во нашето општество беше долго заборавена, тоа е византиската книжевност. Како поет сега за тоа би рекол, бидејќи станува збор за една моја книга која е посветена на поетското дело на Прличев, на неговите епски дела. Едното е, обично го знаеме под име Сердарот, иако е изворно Арматолос или Мартолозот, а другото дело е Скендербеј, едно големо епско дело. Зошто се занимавам со тие, да речеме, негови дела веќе повеќе од 30 години? Во прв ред затоа што Прличев е еден од нашите најголеми поети. Тој е предизвик. Уште поголем предизвик е затоа што тој е, како ние велиме, поетот доктус, тој е учен поет. Значи не е нешто кај него пишувано само нака спонтанна како во народната поезија, туку тој е зналец на поезијата. Тој започна сериозно се подготвува да навлегува во тој свет, иако може би навидум по научните статии и делата со кои што ги објавуваше не можеше да се согледа сето тоа, но со неговото дело душата во доцната антика и раното средновековие и преглед на византската книжевност, постепено некако нашиот автор се движеше кон таа цел. Одишен познавач особено на класичната, на античката книжевност, во прв ред на Хомер, и сето тоа допринело неговиот пристап кон поезијата да биде доста сложен. Значи, бара човек добро да ги познава нештата за да може да го разбере Прличев. Тоа беше за мене предизвик, меѓу другото, и му посветив, и мојата докторска дисертација беше посветена на Прличев, а еве и сега, после толку години, 30 и кусur години, ја повторно му се навраќам малку во поширок обем. Во првото поглавје, значи самиот наслов, Прличев седе хомерската, византиската и македонската традиција, кажува за што станува збор во оваа дело. Она што е многу важно, што интуитивно навлегувајќи во византската книжевност, академик Витор Митевски откри дека всушност нашата традиција, работејќи на епските циклуси за Марко Крале, содржат многу елементи од таа византска книжевност. Ние сме дел од таа византска култура, која на некој начин ја пренесува и ја се среќава кај поетот, кај нашиот поет Прличев. И иако тој се неколку втор Хомер, многу пати е пишувано само за влијанието на Хомер, кој што е несомнено врз поезијата на Прличев, но истражувањата на академик Витор Митевски покажува дека тука има едно многу поширок спектар на влијанија, особено во византиската книжевност и на дел, како што самиот напоменува во книгата, и на македонската епска традиција, иако таа не може наведом да се забележи веднаш. Јас се враќам на некој начин на неговата инспирација, знаете, тоа е изворот, како вели народот, ако сакате најјасно, најбистро да ги гледате работите, одете на изворот. А тоа е инспирацијата на Прличев. И кога сме тука, после долги истражувања дојдов постапно до сознание дека барем 3 нешта му се главни инспиративни области во неговата поезија. Тука би ја ставил на прво место македонската епска поезија, понатаму хомерската поезија и на крајот би ја ставил и византиската епска традиција. Мораме да заклучиме дека ова дело е една импозантна книга,
бидејќи на некој начин ја разоткрива и начинот како е создавана нашата народна поезија и како се создавани делата на нашиот најволен поет Григор Приличев. Кај нас византиската литература е многу малку позната. Ние допрва сега навлегуваме, ги откриваме некои нешта. Меѓу другото ја откриваме и византиската епска поезија. Тука е еден еп под наслов епот за Дигени Сакрит, кој оставил трага во епската поезија во Византија од средновековието па се нааму. Најверојатно, нашиот Приличев кога престојал во Атина, а може би и во Македонија, дошол во допир со византиската епска поезија. Во еден устен облик, не пишуван, во устен облик. И ако добро човек ја познава таа традиција, па го спореди со неговото епско дело, поетско дело на Приличев, ќе открие многу влијание и од тој дел. Еве, јас прво што би го спомнал тука е стихот. Стихот на делата на Приличев е типичен византиски 15-терец. Тоа не е хексаметрот на Хомер. Не е ни нашиот 8-терец или 10-терец. Тоа е византискиот 15-терец.